Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве чува од секое зло. Денес ќе зборувам на тема Бог контролира се и се води кон добро. Според примерот на Јосиф од Стариот Завет. Библијата е многу јасна и не учи дека Бог ги контролира нашите животи тотално во се. Го контролира и светот во кој живееме. Но проблемот сепак лежи во нешто друго, што нашите животи и нашиот свет често пати изгледаат како да се надвор од контрола. Сите го имаме тоа искуство досега, нели? За да имаме јасна представа за ова нешто, можеме да го споредиме тоа со животот на Јосиф. Јосиф беше син на Јаков во Стариот Завет. Тој беше праведен човек кој што доживуваше константно страдање без некоја очигледна причина. Неговиот живот беше заплеткан, да речеме така, во хаос. Доживуваше секаква несреќа и неправедно страдање. А сепак, додека Јосиф го разгледуваше својот живот и се што му се случуваше, можеше да им каже на своите браќа, кои всушност беа предизвикувачи на ова зло: што се однесува до вас, вие мислевте зло против мене, но Бог мислеше и го сврти тоа на добро. Тоа е запишено во првата книга на Мојсеј, 50 глава. Можеби не секогаш ја гледаме целта на Бог, како што Јосиф јасно ја виде, но неговиот пример ни помага да веруваме дека без разлика дали можеме да го видиме тоа или не, Бог го контролира животот и работи на својот совршен план со секој човек. Животот на Јосиф изгледаше, како што реков, во тотален хаос. Додека тој се тетераваше од една во друга неволја. Сите негови тешкоти се случија откако Бог му вети дека работите ќе бидат многу поинакви за него. Следните 13 години од неговиот живот беа кошмар на разочарување и страдање, од кој тој не можеше да се освести, така да речам, што му се случува. Браќата што требаше да го почитуваат Јосиф и што требаше да му се поклонат, го фрлија во бунар, за да умре од глад и од изнемоштеност. Какви ли браќа беа тие? Тогаш тие одлучија преку неговото страдање да заработат пари и да го продадат како роб. И така и се случи. Го продадоа во Египет, каде што Јосиф имаше еден непријатен момент, кога жената на господарот фрли око на него и сакаше да блудствува со него. Таа му досадуваше секој ден за да го направи ова срамно дело. Но Јосиф ја одбиваше. И како награда, така да речем, во смисла на зло, за неговото спротивставување на искушението, беше наклеветан од истата жена и беше фрлен во затвор, каде што остана можеби околу 10 години. Сепак имаше трошка надеж и во затворот. Кога Бог води секон добро, води и во затворот. Кога тој го протолкува сонот на еден човек кој беше главен и кој му налеваше вино на фараонот, но поради некоја неправда беше фрлен во затвор. Тој беше пуштен на слобода и вратен на службата во дворот на фараонот. Но секоја надеж за негово ослободување згасна, кога човекот го заборави Јосиф, иеко Јосиф му рече да се сети на него, бидејќи му го протолкува сонот. Од тој момент најверојатно лежеше уште 2 години во затвор. Се до моментот, кога фараонот сони сон и никој не можеше да му го протолкува. Па тек тогаш се сети човекот да го извести фараонот дека таков човек има во затворот кој толкува сонови. Можеби и вашиот живот има необична сличност со животот на Јосиф. Дали сте претрпеле нешто што наизглед се е во ред од ваша страна, а сепак од друга страна сте онеправдани и сте доживееле катастрофални последици од некого, од некој ваш пријател или дури ваш брат, или пак од нешто, некоја ситуација. Сте доживееле разочарување, болка,
која за жал се уште ви трае. Вие никогаш не сте помислувале или надевале дека такво нешто може да ви се случи. Дали Јосиф се надеваше на такво нешто? Не, но Бог имаше план. Може би сте страдале со години од некоја хронична болест, изнемоштеност, прогонство на вашето работно место, во училиштето и смејување заради верата како што правеа, или дури во вашиот дом. Дали ве клеветиле и неправедно ве обвинувале? Што е со очигледниот хаос во кој живееме моментално? Со секакви блокади, сертификати, ограничувања, изолација, неред и недоразбирање во општеството, па дури и во црквата. Каде да го бараме одговорот? Од прва рака, ќе речам, така да се изразам, само во довербата во Бог, во Библијата. Суштината на верата е да веруваме и тогаш кога не ја гледаме јасно целта или целата слика. Кога ги немаме сите информации и одговори што би сакале да ги имаме. Ако ги знаеме или знаевме сите одговори, немаше да ни треба вера. Верата е потребна кога ги немаме сите факти и докази. Например, во Евреите 11 глава се опишува каква е верата. Павле вели, верата е сигурност или во други преводи жива представа на она на кое се надеваме и сигурна надеж во она што не го гледаме. Иако Јосиф не знаеше толку многу за иднината, тој се држеше до она што го знаеше, дека Бог ги контролира сите настани и дека тој ќе ги исполни сите своји ветувања во вистинско и свое време. Јосиф го насочи погледот кон Господ, отколку кон заплетканиот хаос во неговиот живот и како резултат на таквата вера и поглед ги виде убавината и редот што следат. Што се однесува до вас, тој им вели на браќата, вие мислевте зло против мене, но Бог мислеше и го сврти тоа на добро. Бог понекогаш ги превзема злобните постапки поттикнати од зли мотиви и ги користи за да донесе благослов на неговите деца. Браќата на Јосиф го продадоа Јосиф како роб, затоа што имаа голема злоба во срцата. Злобни срца имаа, сакаа да му наштетат на Јосиф. Но Бог нареди и одлучи таквите нивни постапки да бидат за добро и благослов не само на Јосиф и неговото семејство, туку и за целиот свет. Како? Сопругата на Петефреј го наклевети Јосиф од инает и злоба. Таа беше злобница. За да го казни затоа што беше одбиен и затоа што Јосиф ја рече дека нема никогаш да направи такво зло. Бог тоа го виде однапред, за да се сретне Јосиф во затворот со главниот виноцрпец на фараонот, а потоа таму во затворот ќе го протолкува неговиот сон и на крајот Јосиф ќе влезе во дворецот на фараонот. Ќе ги толкува неговите соништа и ќе го спаси фараонот од Египет од голема глад, а и семејството на самиот Јосиф. Сигурно за Бог имало и други полесни патишта и начини да стигне Јосиф во Египет и дворецот на фараонот. Секако имало. Бог можеше тоа да го направи толку едноставно, за да може на Јосиф да му биде пријатно и угодно. Но може би тоа не би било добро за Јосиф. Може би овој фаворизиран и разгален син од неговиот татко Јаков требаше да се понизи, пред да може безбедно да му се довери втората неголема позиција на моќ во тогашниот свет на фараонот. Божјата мудрост подразбира дека Бог ја прави најдобрата можна работа на најдобар можен начин. Тоа значи дека Бог зема секакви нишки на околности и ги ткае во најубавата таписерија, што може да се замисли. Во случајот на Јосиф, тоа е спасување на многу животи. Животите на египјаните беа спасени во Божјата заедничка благодат, заедно со Божиот народ и со незнабожците. Но пред се во неговата посебна благодат, семејството на Јосиф. Семејството од кое еден ден ќе дојде и дојде Месијата, Исус,
Спасителот на светот. Почитувани, колку често го гледаме овој принцип во Библијата? Бог ги надминува за наше добро истите нешта што ѓаволот и нашите непријатели се обидуваат да ги искористат за да ни наштетат. Тој го стори тоа во рајската градина со гревот на Адам и Ева. Бог произведе втор Адам, Исус Христос, да биде наш откупител. Тој го стори тоа и со прогонството во Вавилон. Пред тоа израелците ги присвојуваа сите божества и богови на другите народи. Но кога отидоа во Вавилон, тие видоа колку е гнасно да се живее со таков многубожечки систем на живење. Потоа Израел согледа и се ослободи од идолопоклонството за секогаш. Тоа го стори со Јов. Наградата на Јов му беше двојна. Тоа го стори и со трнот на телото, во телото на Павле. Неговиот трн произведе многу благослови на црквите до денешен ден. Дали не сте го виделе тоа во вашиот живот? Ѓаволот го мачи вашето тело со болка или го исполнува умот со ужасни сомнежи. Тој мисли на тоа за зло, да ти наштети, да те обесхрабри, да ја попречи твојата ефикасност како христијанин, да се разочараш, да немаш волја, да се чувствуваш дека дури и не си христијанин. Но Бог ги зема сите овие нешта и ги користи за да ви одржи лекции што не можете да ги научите на било кој друг начин, освен на таков. И тогаш и ти зборуваш како и псалмистот. Добро ми дојде, Господе, што пострадав, за да ги научам Твоите повелби, Твоите заповеди. 119 псалм, 71 стих. Да, ѓаволот го предизвика убиството на Исус умирајќи на крстот. Возлюбениот син кој претрпе тешкоти и понижување за да ги спаси животите на мнозина. Тој беше понижен, но потоа возвишен, пред кого се поклонуваат неговите непријатели, кои што го убија од омраза и љубомора или завист. Но Бог го мислеше тоа за добро, за да осигури спасение за овој свет кој е изгубен. Ако Бог можеше да го преземе убиството на неговиот син и да го искористи за добро, нема ситуација во твојот или мојот живот кој што Бог не може да го сврти тоа кон добро. Во секоја ситуација и секогаш можеме да кажеме со вера: Бог го користи ова за моје добро. Тоа не ја прави самата ситуација помалку лоша или болна. Напротив. Но ни дава јасна перспектива дека треба да се држиме цврсто за да не паднеме во очигледниот хаос околу нас. Да, зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Нему слава во сите векови. Амин.